По забранувањето на 4 домашни нелегални приредувачи на онлайн игри на среќа, владата решена да ги забрани и сите странски кои според неофицијалните информации на Државна лотарија ги има повеќе од неверојатни 2000 на кои се регистрирани македонските граѓани. Владата го задолжила Министерството за дигитална трансформација во најбрз можен рок да се најде начин како истите да не бидат достапни на македонскиот пазар. Министерот Стефан Андоновски за Алфа вели дека веднаш ќе се седне на маса со надлежните за оваа проблематика со цел да се најде решение за овој проблем. Владата, освен што ја отпочна постапката за земање на лиценците, односно тие не ни постоеле како лиценци, туку забрана за вршење на дејноста на домашните приредувачи на игри на среќа онлайн. Во исто време не задолжи како Министерство за дигитална трансформација да организираме една работна група на која што првиот состанок ќе го имаме утре, заедно со Агенцијата за електронски комуникации, Државната лотарија и Марнет како регистратор на домените во Македонија, да изнајдеме начин како да успееме да ги забраниме, да го забраниме ова присуство на нелегални приредувачи на онлайн игри на среќа. Со најновата одлука на владата за онлайн обложување, достапна ќе биде единствено една платформа, она на Државната лотарија, сите други ќе мора да престанат со работа. Според Андоновски, токму тие се еден од најголемите проблеми во државата. Македонскиот пазар, за жал, е преплавен со нелегални приредувачи на онлайн игри на среќа. Се изливаат десетици илјади евра средства на граѓаните. Нема никаква контрола кој ги приредува игрите на среќа. Не знаеме дали е дозволено на малолетници да учествуваат во тие игри на среќа. Нема заштита на идентитетот, нема заштита на личните податоци и тоа е од голема загриженост за владата. Премиерот Христијан Мицкоски кажа дека ова одлука е донесена бидејќи приредувачите работеле незаконски, а се ќе се дознаело наредниот период. Тие лиценци кои што се давани се незаконски давани. И затоа што имаме начелно правно мислење од Министерството за финансии дека сето тоа кое што е дадено како лиценца е незаконски издадено и Министерството за внатрешни работи, финансиската полиција, но и другите институции ќе се погрижат да јавноста многу скоро ја дознае вистината за тоа како се давани, зошто се давани. Според информациите на платформите кои ќе престанат со работа, регистрирани биле околу 80.000 македонци. Најголем дел од нив, меѓу 50 и 60.000, се на платформата tuvin.mk. Организаторите Државна лотарија и Казинос Австрија мора да престанат со приредување на игрите, бидејќи право за тоа имале до 2017 година. Другите македонски граѓани биле регистрирани на фирмите во содружништво со Државна лотарија, односно Моцарт, Везув, 777 Биц, каде 49% од сопственоста е на српски, црногорски и бугарски капитал. Според одлуките на владата кои се однесуваат на видеолотариските игри, владата ја задолжи Државна лотарија да отпочне со процес на укинување на државната видеолотарија Ново ВЛТДО Скопје со образложение дека правото за електронските игри на среќа незаконито било пренесено кон ова друштво во 2022 година со одлука на тогашниот владин состав. Сите овие 5 компании и за онлайн коцкање и видеолотарија беа формирани со одлуки на владени седници, на кои потпис ставиле поранешниот прв вице-премиер Артан Груби и поранешниот премиер Димитар Ковачевски. За дел од овие приредувачи на игри на среќа во јавноста постојат сомнежи дека се компании поврзани со криминални активности, а исто така постојат и сомнежи дека зад нив директно стоел токму Груби, со чиј потпис тие и работеа.